местната заедница Велгошти, почитувани представници на политичките партии. Денес ми представува особена чест и задоволство што можам во име на општина Охрид да го поздравам, во име на градоначалникот Бакрачевски. Одбележувам еден многу значаен настан. Денес е практично 100 годишнина од кревањето на Охридското востание, кое што за жал годините наназад се бореше да го најде своето место како дел од историјата. Веројатно од идеолошки причини за ова востание историјата често не наоѓаше доследно место и не обраќаше особено внимание. Мене ме радува што последниве години зачестено веќе се разговара за ова востание, кое што практично востание представувало револт на местното население од Охрид, во тесна соработка со Република Албанија. Нели ова востание започнало практично во Дебар, се проширило во Охрид и имало една и единствена цел, а тоа е да се сврти вниманието на големите сили кон резултатите кои што ги донесол Букурешкиот договор и практично предизвикал срамна поделба на Македонија од страна на окупаторските соседни интереси. Овој херојски чин на учесниците во ова востание, кој што денес на 100 годишнината доследно и го прославуваме, практично е еден патоказ за истрајноста на нашиот народ, за подготвеноста да се бори против сите оние премрежја кои што практично го окупирале нашиот народ. Букурешкиот договор, кој што нели бил наречен како Букурешки мировен договор, практично бил договор за поделба на Македонија и нашите сограѓани храбро, без воумење, влегле во ова востание. За жал, востанието било задушено, според некои историски факти до кои што може да се дојде, се подготвувале тоа да се крене некаде во октомври, но случувањата пред се реков во Дебарскиот крај придонесле војводата Петар Чауле да инсистира и да донесе одлука за што побрзо кревање на востанието и во Охрид. Било востанието брзо задушено и тоа значело почеток на една голгота за сите луѓе кои што учествувале од Охридскиот крај, според податоците до кои што може да се дојде. Повеќе од 45 луѓе биле буквално екзекутирани, тука имало свештеници, сите оние кои што биле напредна сила во градот и за кои што српската власт проценила дека ќе се идна опасност за функционирање и за практицирање на нивната власт, практично донесла одлука физички да ги ликвидира. Сите оние кои што успеале да си заминат од тука, заминале, се иселиле и на тој начин после ова востание, кое што не било толку масовно колку што во себе имало силна порака и практично српскиот окупатор се борел да ја пресече таа порака која што се јавила тука со цел никој никогаш повеќе да не се обиде да направи такво нешто. Од денешен аспект ќе повторам уште еднаш, особено ми е драго што ова востание се враќа меѓу сите нас, сите зборуваме за него, сите се обидуваме да го одбележиме, да оддадеме почит на сите овие луѓе кои што биле вклучени. Јас во име на локалната самоуправа можам да уверам дека ќе направиме обид наредната година на 101-та годишнина од чествувањето на востанието, да го оплемениме просторот тука, ќе направиме обити во рамки на училиштата, во наставата по историја, колку е возможно самите наставници малку да го изложуваат ова востание, значи да се зборува, да се дискутира за тоа, се со цел да остане вечна паметта за луѓето кои што ги жртвувале своите животи во ова востание, со тоа пратиле многу силна порака до
до меѓународната заедница. За жал и ден денес веројатно ги чувствуваме последиците од сите тие случувања, но сме горди и среќни што денес може сите заедно тука да го одбележиме востанието, да им се поклониме на востаниците со цел, уште еднаш ќе повторам, ова востание познато како Охридско востание да ни биде еден символ кој што во иднина обединети ќе не води кон нови успеси како што времето ќе ни ги носи предизвици. Благодарам.